Здраво на сите. Ќе пробам денес да ви објаснам како да направите мапа на Google Maps, односно рута, со повеќе од 10 waypoints, односно точки на застанување. Знаеме дека Google не дозволува да се набројат повеќе од 10 точки на застанување, меѓутоа има еден мал трик како да направите рута со повеќе од 10 точки на застанување доколку патувате подолга дестинација. Еве јас ќе пробам да креирам една мапа, една рута, која што ќе биде тест за да видите само сето тоа како функционира, да кажеме Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, па нека биде Ресен, па нека биде Битола, па ќе го додадеме Крушево, па ќе се симнеме во Прилеп, и еве како последна дестинација да ја ставиме Плетвар. И толку, не дозволува повеќе од 10 точки на застанување да се додадат. Ќе отворите обичен ноутпад. Сега, горе од адресата ќе кликнете само еднаш и ќе притиснете CTRL-C, односно Ctrl-C, и ќе ја копирате адресата во ноутпад. Битно е, ќе забележите на почетокот дека адресата почнува со google.com/maps, сега ги набројува сите дестинации кои што сме ги внеле. Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Ресен, Битола, Крушево, Плетвар, Прилеп, Плетвар. Всушност, сега, битно е да знаете дека секоја дестинација ја одделува со коса црта, а на крајот има коса црта и мајмунче, народски кажано, или @ Значи, тоа е битен дел да го запамтите за сега. Сега, оваа иста мапа ќе ја копираме и ќе ја отвориме повторно. И можеме да го избришеме почетокот. Битно ни е новата мапа да почнува со последната точка од патувањето, односно со Плетвар. И ајде сега, после Плетвар ќе го додадеме Кавадарци, па ќе го додадеме, ќе ја додадеме Гевгелија, па нека биде Дојран, па нека биде Струмица, само да ги избришеме предходно сите, до Плетвар. Значи, битно е мапата да почнува со последната дестинација од првата мапа. Еве Струмица и нека биде еве Скопје. Не мора да ја дополнуваме цела. Ова е дополнување на рутата од предходно. Сега, исто ја копираме, кликнуваме еднаш на адресата, Ctrl-C, копираме и ја лепиме Ctrl-V, CTRL-V, неколку реда подолу. Исто може да видите дека исто почнува Google Maps, Direction, Плетвар, Кавадарци, Гевгелија, до коса црта, до мајмунчето. Сега, бидејќи горе веќе го имаме Плетвар, со се косата црта, ние ќе селектираме од после Плетвар со косата црта, значи Кавадарци, Гевгелија, Дојран, Струмица, Скопје, заедно со косата црта после Скопје, без мајмунчето. Ги селектираме тие градови, Ctrl-C, копираме и го ставаме курсорот помеѓу косата црта кај Плетвар и мајмунчето. И Ctrl-V, односно ја дополнуваме првата мапа. Сега, доколку отвориме нов прозорец и ја копираме мапата, можеме да видиме дека сега ги имаме сите дестинации кои ги наброивме во рутата и се повеќе од 10. Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Ресен, Битола, Крушево, Прилеп, Плетвар беше 10-та, 11-та Кавадарци, 12-та Гевгелија, Стар Дојран, Струмица и Скопје. Значи имате целата мапа. Овде е многу битно да запамтите една работа. Пред да ги копирате адресите, не смеете да имате отворено ништо дополнително, бидејќи ако може да приметите кај адресата горе, при секој отварање на било кој град, некаква информација, се менува адресата.
Значи, не треба ништо да имате отворено во моментот кога се копира рутата. Еве, гледате како се менува горе. Значи, прозорот мора да биде чист и тогаш да ја копирате рутата во Notepad, да ги додадете градовите од претходно и оваа мапа првата да ја отворите во нов прозорец и ќе ја добиете финалната мапа со повеќе од 10 дестинации, односно точки на застанување. Ова може да го повторувате безброј пати, меѓутоа препорачливо е заради прегледност да нема повеќе од 15 до 20 точки на застанување. Се надевам дека со овој мал трик ќе ви помогнам да ги организирате подобро вашите патувања и ви посакувам долги, безбедни километри со моторите. Поздрав и се до следно слушање.